Почитувани, добро вечер. Во овој дел од отвореното студио ќе имаме дебата. Темата ја насловивме како уставни, односно амандмански дилеми, политички проблеми. Со самото ова се подразбира дека вечерашните гости имаат допирна материја со Уставот. Тука се господинот Трендафил Ивановски, поранешен судија во Уставниот суд, и Драган Олчинов, магистар по уставно право. Оваа дебата ќе ја водам заедно со колешката Гордана Дувњак, уредник на информативната програма на А1 телевизија, а таа доаѓа со една ексклузивна вест. Ексклузивна е во секој случај. Ексклузивна, а јас би рекла повеќе интересна вест. Попладнево прострои веста дека наводно лидерот на ВМРО ДПМН Христијан Мицковски му понудил на разрешениот подпредседател Митко Јанчев да се врати во партијата назад и повторно да биде член на извршниот комитет. Ние го побаравме во доцниве вечерни часови господинот Јанчев и неговиот коментар беше следниот, цитирам: "Не сум излезен од партијата, не може мене Мицковски да ми понуди да се вратам, бидејќи имам намера јас да ја водам партијата." Сепак е ова не само интересно, туку и ексклузивно. Инаку да подсетиме дека Јанчев беше исклучен заедно со поранешниот министер за здравство Никола Тодоров и Костанин Богданов во понеделникот. Образложението на партијата беше заради делување спротивно на интересите на ВМРО ДПМН. Не, Гордана, нели имаше плюс дека ќе се обидувале насилно да ја преземат партијата? Така, да. Инаку Предпоставувам не е насилно, него по нормален пат. Да, инаку денеска ВМРО ДПМН излезе и со став дека имаат силен механизам за внатрешно прочистување. Па може би и ова е добар шлагворд за почеток на разговорот. Како ви делува вам оваа вест? Дека во ВМРО продолжуваат овие турбуленции? Најнапред поздрав до гледачите. Инаку, покрај политичките проблеми и останалите дилеми, сега произлегуваат и партиски проблеми и дилеми. Така да, ова е проблем што сигурно самата ВМРО ДПМН треба да се го разрешува, но нашиот најголем проблем е што државата како држава стана проблемска држава. Ние се содруваме со такви проблеми кои што долг период не можеме да излеземе. Константно сме во криза, нели? Да, константна криза, перманентни проблеми, перманентни дилеми. Имено ние полавек како држава функциониравме како федерална единка, како некои што би рекле дисциплинирана, послушна федерална единка, па скоро веќе 3 децении функционираме како независна држава или се трудиме да функционираме како независна држава со сите транзитивни проблеми кои што во овој период беа присутни, да добар дел од нив една последна ова декада каде што тотално пропаднавме во една криза, токму би рекол предизвикана благодарение на оваа партија која што пред малку проблемите сака да ги наметне. Пред да влеземе во студиото, разговаравме во фојето и јас ве прашав вам, господин Елцинов, постои ли некаква точка околу која што можат партиите да се обединат и да постигнат национален консензус? Така. Па, ние сите мислевме дека иако партиските блокови, така да речем, се различни по многу основи, мислевме повеќе од 25-6 години, мислевме дека е точката на врзување не само помеѓу двата најголеми политички блока во државата, туку и помалите партии, така да речем, дека сите се обединети околу една точка, а тоа е европската иднина на нашата земја. Гледаме дека тоа и не било баш така. Значи, единствената точка што беше заедничка на хартија, излезе дека не е баш така
Да, тоа беше спојка на двете програми. Европската перспектива за Република Македонија со години и со децении беше водилка на развојот, на просперитетот, на стабилноста, на сеопштиот развој на општеството, нели? Онај сонот преовладува една таква реторика, меѓутоа не само на реторичко ниво, мислам и на ниво на самата реалност, преовладува ставот дека европскиот сон не држи да не ги живееме кошмарите преку ден. И тоа е точно и за Европа, за целиот континент, точно и за Балканот, точно беше и за нас како земја, која што нели си има своји посебности, своји дилеми и проблеми. И мислевме со години, со децении, мислевме дека ако сме различни и по етникум и по политичка идеологија, по убедување, по партиска припадност, дека имаме една точка на врзување, а тоа е нашата заедничка иднина сите комплет, и македонци, и албанци, турци, власи, роми, од една или од друга политичка провиненција, и од лева и од десна страна на политичкиот спектрум, дека сите се гледаме себе си како дел од евроатлантското семејство на просперитетни стабилни. Да се лоцираме на актуелни состојби со амандманите за изминативе 28 години. И сега дојдавме до денот на референдумот, оној ден да се биде или не, и уште претходно една партија сигнализираше дека и не баш ним им бил просперитетот, општиот просперитет на државата, дека ним и не им бил баш приоритет, туку дека има други приоритети, за жал. Пред да преминеме на амандманиве, ме интересира, се случи исклучување на пратеници затоа што гласале како што гласале. Сега, пратениците се избираат на партиски листи. Не се, нели, ние неам мнозински, туку пропорционален модел. Гледајќи, нели, во уставни рамки, сметате дека е во ред исклучување на пратеници заради поинаков став од партискиот? Да подседам дека и СДС пред 2 години, пред колку беше, ги исклучи пратеничките кои не го бойкотираа парламентот. Добро, тоа се само едни сегменти кои што ја окажува целата состојба каква ни е. Инаку, пратеници да се исклучуват за искажано мислење, за даден глас. Абсурд, своевршен. Немаме демократски партиите, немаат демократски капацитет. Дозволете, значи немаме не само да немаме демократски амбиент, туку и партиите така се исполаризирани, толку ние им даваме или толку попримија во политичкиот систем некакво себе афирмирање, политичките партии, каде што место да одиме на негување на темелните вредности, место на владењето на правото, место да одиме во афирмитет на демократијата, на парламентот, нова политичките партии, парцијалните интереси на гласувајќи ги, се поделија во 2 главни блока, во 2 главни коалиции и само место работава да оди кон напред, само се подлабочува крижата. Фракција не признава ни една партија. Никој не признава фракција, па фала Богу, никој не признава ни поинакво мислење, за жал. А штом немате вие различни мислења, штом немате разлика на општото и поединечното, па проблемите каде се, да се седне за нив. Ние беше ми зборот претходно да го спомнам ова, кога веќе отидовме да ја гледаме светлата перспектива во крајна линија, влезот во Унијата и во НАТО, место ние тука да се обединиме, ние токму овој дел, да каде што може да се статуираме како европска држава, како држава во Европската Унија, сите проблеми како да се наметнаа. Меѓу тие проблеми, еве сега се, што ги спомнавте, и амандманите, и кавгите, и докажувањето, и тој процес траи. Сва среќа можда да дојдеме на крајта до едно сознание дека ова што господинот Заев го на некој начин посочи како помирување, валјда ќе дојдеме ние до помирување со самите себе. Прво помирување. Можно ли е такво едно помирување во една волку поларизирана атмосфера? Не, во која смисла помирување? Прво помирување со самите себе. Да се помириме во каква состојба ние се наоѓаме. Па второ е да се помириме со надвор, каде што веќе негде почна тој процес, па трето да се помириме во себе, со себе и помеѓу себе. Можеме ли да кажеме дека овие пратеници од опозицијата што гласаа за иницијативата, тоа е обид.
Понудија нели неколку амандмани, значи амандмани за помирување беа. Не, тоа е обид за помирување. Иако издвојувањето само сега што е актуелно, нивни амандмани да поднесат, па да се доградат во веќе амандманите што треба да бидат усвоени, мислам дека тука се помешани брзините, Колку се може помешани... ова отварање на Уставот да значи и отварање на Пандорината кутија, па и некои други? Па секако, но ние за среќа што веќе ја донесе, парламентот ја донесе одлуката за пристапување кон промена на Уставот, во која што содржината е определена, во која што се знае, бидејќи пратениците гласаа за тоа, водеа расправа, ако има дилеми и проблеми, тие ќе ги решуваа и тогај. Меѓутоа, така да општиот концепт за избора на Уставот во оваа фаза, мислам дека е определен. Овие сега заговарања што се, во крајна линија, што не се уставно-правни прашања, уште помалку се амандмански прашања. Новите амандмани што ги додадоа. Уште помалку се амандмански прашања. Например, има таму, веќе го спомнавме во предразговорот овде, дали не треба да се содржи амандман за утврдување на идентитетот во Уставот. Ви се молам. Па самиот Устав, самата држава, тоа е идентитетот. Како сега ќе утврдуваме, ако запишеме ние, како во Библија, дека е така и дека тоа ќе се оствари. Така да тоа не е прашање за амандман. И другите прашања се од таква природа, кои што имат декларативен карактер. Имат една определба која што може да се цени во изготвувањето на нацртот на амандманите, што може да се прифати нешто, да се прифати. Меѓутоа, да се вградуваат нови амандмани, дека нема да се применува Уставот доколку не биде ратифицирано од страна на Грција, или другите прашања, или уште повеќе овие амандмани сега што ги наговестува и дел од албанските партии, мислам дека ова само ја закочува уставната фаза, само може да биде проблем кој што може и натаму да ги комплицира работиве. Лично мислам дека ова прва фаза е завршена и дека треба сите снаги да се насочат кон ова да таа фаза добие и своја завршница. И мислам дека нема такви проблеми кои што може тоа да го кочат. Ако воопшто имаме разбирање за проблемите на државата, мислам дека и тие партии кои што тоа го заговарат, дека ќе се согласат дека е потребно да се влезе во Унијата и во НАТО толку долго очекувано, а тога и портите ќе бидат широко отворени за доградба на сите компоненти, дали се тоа прашање што ги покренуваат дел од албанските партии, дали се тоа прашање што е ова крило кое што гласеше за одлуката за пристапување од ВМРО ДПМН, кое што веруваме дека ќе расте или кое што ќе се осознава и од целата пратеничка група на ВМРО ДПМН, да дојдат до сознание дека ние немаме друг излаз. Дотолку повеќе што, пак ќе повторам, државата после 80 години, што до 80 години треба да застане на свој здрави носи. Како тоа да се направи, господине Алцинов, кога имаме два различни процеса? Парламентарното мнозинство за в понеделник најавува дека почнува расправата по нацрт, дека ќе бидат поднесени уставните измени, расправата по нацрт уставните измени, а од друга страна најголемата опозициона партија поднесува во парламентот закон за амнестија. Како да се дојде, како велевме во предизборието, нема правда, нема мир, со закон за амнестија, каде што колучните еден од најдраматичните настани во последните 2 години се бара да се избрише со гумичка и да бидат пуштени на слобода сите кои што учествувале во собранието. Вообичаено, кога во изминативе недела или 2 се зборува за некаква амнестија, веќе вие тоа го начнавте, најмногу се зборува за амнестија за настаните од 27 април 2017 година. Би сакал да го цитирам германскиот министер за европски прашања, господинот Майкл Рот, кој, мислам дека ноќта на 27 април, на Твитер напиша
орда варвари влегува во македонскиот парламент, тоа се луѓето кои што се против Европа. Навистина тешко е да се изнајде некакво соломонско решение. Се согласувам со вашата констатација, како ние да стигнеме до девизата на шарена револуција, нема правда, нема мир. Од една страна сакаме интеграција во Европската Унија, од друга страна условени сме со амнестија за настаните од 27 април, момент кога државата буквално ни беше на чекор од граѓанска војна. Можно ли е сложено прашање. решението да биде во судската постапка доколку обвинителството ги преквалификува? Па сега нели, судството е независна власт, мислам дека политиката не треба да се меша, да дава насоки како да се Така е меша. во уставот, како е во Како е во праксата, сега останува да видиме. И овде се поставува едно многу суштинско прашање. Ние се залагаме за НАТО и Европска Унија. Меѓутоа, самото членство во овие две организации со себе носи многу благодети, меѓутоа најмногу бенефиции за граѓанството ќе добиеме доколку ние суштински се европеизираме. Суштината на европеизацијата, Основата е владење на правото. И тоа во сите извештаи на Европската комисија, извештаи за прогрес. Во сите извештаи стои. Се повеќе со тек на времето, се повеќе тоа јасно се кристализира дека суштината на европеизацијата е токму тоа: изградба на правна држава, на стабилна правна држава, институции кои ќе можат да изградат механизми со кои правото ќе владе. Да, Брисел бараше нели веќе да стигнат пресудите од предметите од ЗЈО, ама и за крвавиот четврток. Денеска веќе знаеме дека екс-премиерот Груевски доби упетен акт за да се јави на издржување на казната затвор. Е тоа чекор кон правна држава? Се согласувам, тоа е еден од чекорите кон создавање правна држава. Мислам дека премиерот Зоран Заев е многу внимателен и неговата партија, Социјалдемократскиот сојуз, се многу внимателни затоа што тие зборуваат за помирување. Помирување, веројатно, помирување во политичка смисла на зборот, не во помирување во правна смисла на зборот на закон за амнестија. Затоа што би било многу опасно и на некој начин упат во судската власт. Да, Не дека немало во изминатиот период закони за амнестија, меѓутоа имавме на дело еден кривично правен настан во кој што сите можевме да го гледаме со своји очи. Мислам Но за барем правната... само околу амнестијата се споменува крвавиот четврток. Случаите од СЈО официјално не се нели предмет на вакви барање за амнестија. Па, воопшто за амнестијата кога се зборува, ние повеќе зборуваме за како да најдеме начин да избегнеме одговорност, или така се сваќа. Како да се покриеме, како и тоа како да станува сега најактуелното, дали помилување, дали амнестија, дали да се амнестира само 27 април, дали да се амнестира и овие другите, и тоа веќе испаѓа нашиот парламент од крвави четвртоци, од црни понеделници до црни петоци, само веќе се црнила се чаша, само црнилата овде се присутни. Амнестијата како чин, помилувањето како чин на добра волја на носителот на власта, на суверенитетот, на народот, на ова, се применувало и ќе се применува. Меѓутоа, тие се применуват досега на погрешен начин. Тие се применуват на сосема поинаков начин, или барам во очекувањата на сосема поинаков начин. Тие се во дадени моменти, еве пример, кога би влегле во Унијата, кога би влегле во НАТО, како одраз на смирената состојба, како одраз на приликите во државата, тогаш може да се размислува да сите овие субјекти кои што се огрешиле во дотегашниот период, да на определен начин имат и некаква благо поместување на казите. Меѓутоа, во сегашната фаза, да се оди на ова, едното крило бара амнестија, или како што го прифатија ова Заев што го спомни, ако не се мислеше на амнестија класична, не се мислеше на помилување, ако тоа треба самиот да си го
повтори и да објасни. Меѓутоа, И мислите случајно гласа токму пратеници кои се обвинети може за да биде и тоа некоја мамка, иако не верувам дека толку ефтино ќе навлезе во оваа фаза, зборот ми е. Амнестија во која што се бара да не се одговара за таков криминал, за такви црни настани што се случуваа во собрание, да се бара за секој и за сешто. Па тоа сега дури слушам дека се заговара дури и за Кумановско населје, па дека се заговара и за езерото, и за сите. Мислам дека да ги укинеме судовите на така крајот. ориентација. Тоа значи дека не ја признаваме државата, не признаваме судски систем, не признаваме право, не признаваме владење на правото. Во тие случаи таквата амнестија неисправно сватена или кога би била и прифатена, тоа значи ништење на државата, тоа значи доказ за рамиска држава, тоа значи нарушување на принципите на поделбата на власта, тоа значи да ги ништиме и тоа што до сега сме го изградиле. Место да одиме напред во овие делови каде што ќе се согледа дека е огрешеноста. Таму кај што се согледа дека има простор државата да не се свети, овој што има власта, таму може да се тоа прифати, но со еден усул, со една мерка. Во сите влади имало професори и доктори по правни науки, а ние после 28 години правна држава немаме баш, нели? Тоа се сите забелешки. За жал. Ме интересира вашето мислење. Професорката Тања Каракамишева, која предава на Јустинијан први во правниот факултет во Скопје, а е во ВМРО ДПМН, излезе со став дека гласањето за уставните амандмани требало да има двотретинско мнозинство, значело 81 пратеник. Ве молам за коментар. Кратко не би сакал да ја коментирам или коментар за Но тоа е професор наведената колешка. Меѓутоа сакам да кажам следно моје мислење. Уставот кога определува за мнозинството во собранието, кога сака да потенцира повеќе од половината, па го нагласува тоа. Законите се донесуваат или тоа и тоа се донесува со повеќе од половината. Тоа значи повеќе од половината 61. Кога пак употребува двотретинско мнозинство, само вели со двотретинско мнозинство. Не вели повеќе, помалку. Според тоа и до сега не било воопшто спорно дека 80 значи 2/3. Така и за мене воопшто не е спорно. И тоа е, така ме барам учеле професорите мои. Добро, може би во ВМРО-скиот паралелен универзум, може би 2/3 од 120 е повеќе од 80. Не знам, они живеат во некој паралелен свет. Мислам, не ме личи да зборувам. Не, ворите политичарите со бројките да играат игри, но говорам за луѓе кои се од науката. Да, имаме среќа тоа што Уставот екзактно определил 2/3, да имавме 123 пратеници, како што имавме во поранешната состави, тогаш ќе беше 81 пратеници. Меѓутоа сега има 120 пратеници, 2/3 од тоа со најобичниот дигитрон или телефон, тоа се пресметува, ако веќе човек не може да на лист хартија или вака. Операција со да. Ако ми дозволите, само една или две реченици. За настаните би се навратил многу накратко на настаните од 27 април. Јавното обвинителство покрена обвиненија против 30 или 28 директно, така или што 20 помагачи, значи 30 учесници во настаните од 27 април и обвинението, односно прогонот против нив е по член 318 чинам од Кривичниот законник, односно терористичко загрозување на уставниот поредок. Она што е интересно е дека овие кривични дела кои што се набројани во таа глава се кривични дела против државата. Тоа не се кривични дела против најтешките кривични дела. Значи тие се дрзнаа да нападнат против самата држава, не против. Така што најмалата казна е 10 години. Но остана нејасно кој е нарачателот во судската постапка, зборувам. Очекуваме дека ќе се доразјасни. Во фаза е. Во фаза е предметот. Инаку сите овие добар дел оперативците или мускулжиите, фантомците,
Тоа се покажа, некои ги симна фантомките, се виде кои се. Исто така и мускулестите тепачи се виде кои се. Меѓутоа, ние останатме ускратени со се това што значило вечерта, што значија телефонските разговори од Виена со овде, со пречникот од не знам колку метра околу Белата вила или како ја викат, така да нарашателите, меѓу кои сигурно дека се највисоките врвови, носителите во тај период на највисоките функции во тој момент. Каква е улогата на председателот на државата или председавачот тогаш Ама со сигурно, еве, тоа е Собранието? користење на недоградено, што би рекол, на системот или отсуството на нашата политичка култура. Иначе, еден председател на република да се упушти во такви коментари, да биде кочница на сите чекори напред, мислам дека и да го користи тоа, бидејќи импичмент не може да му биде поставен, бидејќи го нема мнозинството, или го немаше, или пак сега се бара, еве, дали сега може импичмент да се бара, што е, мислам, веќе депласирано, после сето тоа, за неколку месеци, или пак да се отварат рани други, мислам дека сите тие проблеми, сето тоа дека не е во функција на ова што треба да го... Да, би сакала да го заокружиме разговорот со едно прашање. Некако целата енергија е насочена на референдумот, сега на уставните измени, како да заборавивме на реформите, кои што се многу значајни. Очекувате ли дека може да дојде до забрзување на реформскиот курс, кој што очигледно е во стагнација сите овие месеци? Се согласувам со вашата констатација. Некако заборавивме на реформските процеси. Се е некако одложено и реформите во судството. Концентрацијата е врз договорот од јавното внимание. Вниманието на јавноста е баш така. Договорот од Преспа, референдумот ќе не биде или не, ќе гласа ли овој, нема ли да гласа, што ќе биде, се уште уствари не сме сигурни како ќе заврши. Пред нас се 80 дена, повеќе или помалку. Да, очекувањата се дека до 15 јануари треба да заврши. Не можеме. Така што се додека сметам дека овој процес не го избуткаме до крај, се друго ќе биде ставено во втор план некако. Макар да тај реформски процес не би се согласил дека е тотално замрен. Ние екипите работат. Поглавието 23-24 веќе се отварат. Прашање е што активитетот кај нас овде во институциите на некој начин даваме приоритет на глупости, отколку да даваме приоритет на ова што треба. И очекување е сериозно очекувањето дека со самиот разрешување на овој круцијален проблем околу името, со нашиот бришење на ембаргото за влез во Унијата, дека сите тие процеси отворени и дека мора да се посвети. Инаку факт е дека не само таму, зашто имаме ние во реформата судството, ние за никаде. Ама ќе се согласите дека имаме и празни институции, антикорупцијска комисија со месеци не функционира. Не само на сепак собранието треба да биде тоа место каде што се носат согласувам со вас дека ние имаме 60 институции. Ние имаме устав убав, меѓутоа немаме уставност. Ние имаме институции во системот кои што треба да функционират, но не функционираат. Па за тоа е кризата. Така, имаме уште 5 минути до крајот. Нашиот излез би бил само доколку се припоиме таму каде што мислиме да одиме и тогај чекор по чекор да се вратиме на нормално. Интересни се случувањата во Велика Британија со Брекзит, пошто и тие излегоа на референдум, но излегоа дали да излезат од Европската Унија. Победи таа опција за излегување, иако процентите не беа драстично различни. Што ми е поентава? Значи, во овој период стотици илјади луѓе излегуваат на протести за против Брекзит. Може ли и во Македонија да не се случи доколку, еве, не поминат амандманите? Па по некоја година овде да се свестиме, да, што се случило. Бараме да излагаме на референдум за договорот од Преспа, кој веќе
да речеме ќе нема шанси да биде вратен. Мислам, примерот на Брекзит е многу илустративен за нас од неколку причини. Велика Британија има 60 на милиони жители, тоа е светска сила, постојана членка на Советот за безбедност, економски развиена, воено-политички, како сакате, едно од најразвиените земји во светот по сите параметри. Мака мачат британците со нивниот излез од Европската Унија. Се прекинуваат врските, економските врски, политичките врски, просто не знаат што понатаму. Проблемите со Северна Ирска, проблемите со внатре-партиските проблеми меѓу во конзервативната партија, проблемите на целата политичка сцена во Британија, како да има, како да кажем, некое проклетство, како да се проклети сите оние кои што се против Европската Унија. Такво некако сериозно. Значи навистина има десетина топ британски политичари кои што ги загубија своите кариери, почнувајќи од Дејвид Камерон наваму, Борис Џонсон и сите овие министри, премиери и така, кои што ги загубија своите кариери заради Брекзит. Како да е некакво секој што ќе се дрзне да биде против идејата за заедничка Европа, како да е. Но согласно овие британски демократски традиции, верувате дека може да се промени нешто? Притисокот е голем сега. Штом Британија, тоа ми беше основната мисла, штом Британија, таква велесила во светски рамки, не може да го исполни Брекзит онака како што тие замислуваа, дека комплетно ќе ги раскине врските со Европската Унија, тоа се покажа дека не може. Може ли една мала Македонија, која што нема излез на море, 2 милиони жители, знаеме каква е економијата и сето. Како Македонија би живела без Европската Унија? Мислам дека нашите сограѓани некако не се доволно свесни што значи Европската Унија за нас. Ние не би имале шанса дополнително да се произнесуваме на референдум, бидејќи нема кој да гласа за тај референдум. Така како што да работиме. Селото порано ни се иселуваше во градовите. Сега и селото и градовите не се иселува во странство. И ве молам, по 10 години, по 5-6 години, нема кој да гласа на тој референдум. Мислам дека е таква црна судбината и дека треба да се грабне оваа шанса што е сега и да не се допушти да доваѓаме во ситуација да се дилемиме, да веруваме дека на убавите приказки занесени, дека кога ќе дојде ВМРО на власт, непосредно после воредните избори, што го заговара, дека ќе направи поубав ова, поубав она, тоа се иако сите рекоа дека подобар договор тешко. Еден конкретен предлог до Мицковски, има 30 пратеници во собранието, има и повеќе од 30, доволно за да распише, да го обврзе собранието да распише референдум, нека распише референдум дали сте против договорот од Преспа. И нека извади 1.200.000, нека извади 1.200.000, како што тврди дека нели толку луѓе го подржуваат. Може и да прифати. Па добро, дали ќе бойкотираат тогаш? Со председателот на државата може да говорат. Сте оптимисти за крај последнава минута дека ќе биде завршен овој процес со амандманите? И дали очекувате бројот на пратеници да биде поголем од оној што беше постигнат за отварање на уставните? Јас лично очекувам дека нема да има никакви проблеми и дека сите сили треба да се сплотат кон ова, дека немаме друго решение, немаме друг привод, самите да согледаме таа состојба и сигурно дека еден добар дел има таква можност да се приклонат, бидејќи нема друг излез. Тоа е нужното зло и секој ќе се избере тоа што е поправилното. Така да мислам дека дали до 15 јануари или кога можда и порано, ако и позицијата малку биде по, како да кажам, малку по тактичка, да не... Не очекувате од Грција да има проблем по тоа? Не очекувам од Грција. Од Грција не. Тие се статуирана држава, тие знаат што значи држава, не дека се стара Грција и која стара Македонија, која што немаме тоа искуство, меѓутоа мислам дека од нивна страна нема да има проблеми, доколку тие проблеми не бидат предизвикани од наша страна. Да се надеваме, јас лично мислам дека ќе извлечеме заклучоци историски од сето таа наша судбина што ја имавме, да тоа не ни се
случаи. Да излезем еднаш од криза. Перманентно сме. Ви благодарам многу што бевте гости. Благодарам и од мене што бевте Отвореното. наши гости. Сега следува блок реклами, а потоа